Почитувани сограѓани, деновиве како радосна вест е представена помошта што општина Струмица и владата започнаа да ја исплаќаат на сопствениците на дуќаните зафатени со пожарот од минатата година. Околу 50 правни и 20 физички лица ќе добијат оштета од пожарот кој неумешно е представен како несреќа и непредвидлива работа на живот. За оваа работа ќе се издвојат, според информацијата од градоначалникот Костадин Костадинов, нови 13 милиони денари. Се разбира, нам како добри граѓани ни личи да се радуваме за тоа што нашите сограѓани барем делумно ќе бидат обештетени. Во оваа време на криза, на вистина секоја и секаква помош е добре дојдена, па макар и 20%. Но ако во претходниот прес зборувавме за 3 милиони денари на граѓаните, еве денеска зборуваме за нови 13 милиони. Помина една година. И досега не слушнавме ништо конкретно околу причините и начинот за настанување на пожарот во трговскиот центар Глобал во Струмица. Во конкретниот случај, никој до сега не кажа како најдобрата инвестиција Глобал е оставена без соодветно обезбедување и соодветен алармен систем. И до сега никој не понесе никаква одговорност. Исто како и во претходниот случај со неупотребливиот проект Гасовод, и овој пат грешките на власта ќе ги плаќаме повторно ние граѓаните. Новиот градоначалник Костадин Костадинов досега најголемите суми ги споменува само во контекст на покривање на штета од претходното работење. Ама одговорност никаде нема. Затоа на оваа пресконференција прашуваме дали сега системот на хидранти е направен според сите стандарди и дали во другите објекти кои се во надлежност на општина Струмица сите системи функционираат според стандардите. Затоа што Струмица не смее да си дозволи ново неодговорно владење и однесување. Очигледно, петиот мандат на СДСМ во Струмица започна многу скапо, но треба да знаат дека времето за поднесување одговорност допрва следува.